Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Пред помалку од еден месец бендот за Даголот го објавија синглот Јас и ти, за кој снимија и видеоспот, а веќе од вчера хип-хоп колективот официјално го пуштија да се врти и најновиот видеозапис за синглот Нема лимит. Видеото из овој сингл го изработи Бранко Блажевски. Од за Даголот на овој спот се појавуваат Даре, Бранко, Аце и Паки, а спотот е снимен во подземни гаражи во аеродром. Со песната Нема лимит се заокружува проектот Чувај го вистинското Волу 1 и се продолжува кон нешто ново од за Даголот. Инаку хип-хоп екипата ја сочинуваат 12 момци, кои работат како еден артист за само 2 години од своето оформување. Тие успеаја да ги соберат признанијата за успех и надвор од Македонија. Нивниот прв албум Чувај го вистинското Волу 1, кој беше објавен минатата година. Балкан Хип-хоп радио го прогласи за најдоброто македонско хип-хоп издание за 2012-та. Хип-хоп колективот најавуваат и свој концерт кој ќе се одржи утре во Младинскиот културен центар во Денсин салата, со почеток во 21 часот и 30 минути, под слоганот "А погоди кој е во просторијава, темната страна на Скопје удира". Како подршка на за Даголот ќе настапи и легендарниот Владимир Аговски Аго, еден од основноположниците на рапот и хип-хоп културата во Македонија. Новата песна на шкотската пејачка Емили Санде, Here It's Come, е најава за најновиот филм на Дени Бойл, Тренс, чија премиера е закажана за 25 април. Музиката за новиот трилер на Бойл ја компонираше Рик Смит, член на групата Underworld, а на снимањето на албумот учествуваат и други познати имиња, како Моби, британскиот состав Unlike, Кристи Минги, а една од песните ја изведува и Росарио Доусон, која игра главната улога во филмот. Дени Бол и Рик Смит имаат долга историја на соработка, од култниот филм Трансполинг преку The Beach до импресивната церемонија на отварањето на Олимписките игри 2012-та, на која им се придружи и Емили Санде. Во Емили припознав некои аспекти на ликот кој го толкува Росарио. Оваа песна првично беше инструментална верзија, но поради приубавиот глас на Емили Санде, решив да направиме соработка и испадна совршен спој, рекол Смит. Филмот Транс го следи Сајмон, трговец на уметнички дела, кој се здружува со криминална банда за кражба на слики вредни $1.000.000. Откако сред голема кражба ќе претрпи удар во главата, Сајмон се буди со изгубено памтење. За да ја пронајде изгубената слика, се здружува со хипнотизер. Главните улоги ги толкуваат Джеймс Мекавој, Винсент Касел и Росарио Досон. Еден од најпознатите топ модели на светот, Миранда Кер, добила отказ од Викторијас Секрет, јавија светските медиуми. Причината за ваквата изненадувачка одлука е тоа што Кер не се покажала како добро заштитно лице, односно не придонесувала за продажбата на брендот. Освен тоа што се покажала лошо за продажбата, се шпекулира и дека причина за нејзиниот отказ е и тоа што ја следи лоша репутација, според која е тешко да се соработува со неа. А уште една причина е што Миранда има 30 години и брендот сака да се освежи со нови лица. Поп дивата Бионсе ќе приреди незапамтен концерт во Белград, кој воедно и почеток на нејзината светска турнеја. Шоуто на Господја Картер, како што се нарекува нејзината турнеја, полека пристигнува во Белград. Масивната продукција ја довеле 27 шлепери. Покрај нив се очекуваат и 10 автобуси и 3 поголеми комбиња. Техничкиот и продуцискиот тим, кој ја следи турнејата, е составен од 100 луѓе. Пејачката ќе настапува на 2 бини, главната на источната страна на Комбанк Арена и споредната на западната страна. Бендот го сочинуваат 8 музичари, 3 пратечки вокали и 20 танчери. Пејачката со семејството ќе пристигне во Белград утре вечер или во сабота, а концертот ќе се одржи на 15 април. Пред само неколку дена од големиот концерт на поп дивата Бионсе. Од Комбанк Арената објавија дека во Србија се појавиле фалсификувани влезници за концертот. Од пиар службата на Комбанк Арена велат дека на влезот ќе важат исклучиво влезници со валиден баркод кои се купени на официјалните продажни места. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.